Агенцијата за администрација смета дека се потребни измени и дополнувања генерално во 3 сегменти: постапката за вработување на административни службеници, постапката за унапредување и во делот на заштита на правата на административни службеници, ако еден дел од тоа спомна Билјана. Во делот на постапката на вработување сметаме дека е потребна рационализација на условите кои што треба да ги исполнуват кандидатите уште при самото аплицирање за некое работно место. На што овде мислиме? Зошто рационализација? Примената на закон или спроведувањето на доволен број на постапки покажа дека голем број на кандидати кои што аплицираат за вработување во државната служба по административни службеници отпаѓаат од самата селекција понатамошна поради така наречени технички причини. Преоптоварени се да прикачуваат документи кои што се ирелевантни за самиот мерит систем според кој што треба да се вреднува способноста на самиот кандидат. Овде би го спомнал лекарското уверение, кое што е во спротивност со Законот за работни односи. Според Законот за административни службеници, лекарското уверение е задолжително, мора да го поседува секој кандидат уште при самото аплицирање. А дали ќе стасувам до втора, трета фаза, а за вработување па да не збориме, тоа е непознато. А тоа е плюс трошок за самиот кандидат. Сметаме дека лекарското уверение треба да го сврстиме во документи кои што кандидатот треба да ги има генерално според закон, како што е Законот за работни односи, односно кога ќе се вработи и исто да биде на товар на институцијата која што вработува доколку сака да ја провери неговата здравствена способност.